Добро вечер. Четврток 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 60 минути и вие и јас има право да знаеме вистината после две политички анализи посветена на тема Украина. Едно интервју во трајање некаде 58-59 минути, одлично интервју, кај што ќе отвориме сите прашања. Која ќе биде разврската на Украина? Со каква позиција влегу едните и другите во воениот конфликт во Украина, веќе повеќе од 28-29 дена се случува тој воен конфликт во Украина, ќе имаме ли трета светска војна, ќе имаме ли нуклеарна војна, што ќе се случи со цените, со живеачката, како се убиени руските генерали, може ли Путин да ја радикализира состојбата, дали во пресред на преговорите кои се најавуваат ќе биде неопходно да дојде до одредена радикализација, одредено бомбардирање на украинските градови, за да може да се скрши отпорот волјата на Зеленски, а и на неговите спонзори кои би го натерале да седне на преговарачка маса. Колку украинците може да им веруваат на американците, на британците, на русите кои го подпиша меморандумот од Будимпешт 1994 година, кога тие се откажа од нуклеарното оружје, а овие три најголеми сили во светот во тој момент им гарантира територијална стабилност, целовитост и безбедност, и тоа не се случи. Значи, тоа е суштината на разговорот, тоа се теми кои ги интересираат сите македонски граѓани кои сакаат да знаат што се случува и сакаат да добијат точна проценка што ќе се случи во наредниот период. Во оваа емисија вие секој ќе добијате точните информации, така ќе биде вечерва 58 минути интервју, останете со нас, нема да зажалите. Добро вечер. Што ќе биде со Украина? Тоа е нели тема 26-27 дена се пука, се гранатира, се разорнуваат градови, што ќе биде со Украина? Па тоа е веројатно сега најтешкото прашање на кое што веројатно ни самиот Путин не би знаел да одговори во овој момент. Влегуваме пополека во вториот месец, се навикнавме сите да слушаме секојдневно лоши вести. Факт е дека Украина покажа жилавост барем до овој момент и факт е дека Путин воопшто не размислувал да се задржи на Донбас. Тој затоа ја донесе војската на почетокот на февруари, да осигури дека луѓето што страдаат во Донбас ќе бидат заштитени од страна на руската армија. Уште од првите денови се виде дека станува збор за една отворена силна агресија врз Украина, која што еве сега пополека заличува на една навистина лоша слика за руското општество во целина. Тие се радикализираат многу повеќе од колку што се спроведуваат акциите на терен во Украина. Медиумите за кои што можеме да слушнеме овде, нели, се со регистрирани во Русија, пренесуваат вести во кои што може да се заклучи дека голем дел од народот во Русија непотребно се радикализира до таа мера која што мене ме прави загрижен дека од тој пат тешко ќе има враќање назад. Ако се сеќавате или не, ако ги лезираме првите ставови и почетни позиции на Путин, иако ја чувствува дека Путин прв пат е прочитан, или него го нарекува свинга, поради тоа што има поминат обука на КГБ, дека знае да ги камуфлира своите емоции, своите чувства, своите настапи, да направи нешто што е непредвидливо, сега направи се што е предвидливо. И сателитски снимки, и проценки на ЦИА, и психолошки анализи. Значи, Путин беше сега за прв пат изминатите 20 години, 20 неколку години, колку што е на власт во Руската Федерација, прочитан тој и неговата политика и неговите намери што сака кон Украина. Затоа што прв пат вака отворено влегува во толку отворен судир. Зошто? Во Сирија беше многу суптилно. Беше во Сирија поканет. учеството на Русија беше ограничено, многу. Така. И точно наменски целно тој ја оствари неговата политика, тоа што го имаше замислено. Во Чеченија исто така, меѓутоа ова е сосема поразлична ситуација. Сега мислам дека границите на Путин не може да ги знаеме. Ако се вратиме наназад во историјата, води овој антагонизам помеѓу русите и украинците не е резултат на политиката на Путин. Оваа политика е уште од Советскиот сојуз. Разликата помеѓу овие две нации е огромна. Македонските граѓани малку знаат, меѓутоа односот помеѓу обичниот русин и обичниот украинец е на нула, веќе долг временски период. Путин е само човек кој што тргна да се справува со таквите прашања на негативен начин. Само да ве дополнам. Овие градови што се Харкив, Мариупол и така натаму, тоа се населени претежно со руско население. Тамо претежно се говори на руски јазик, па дури Запорожје, целата таа источна Украина. Луѓето кои тамо бегаат, не бегаат во Русија, бидејќи Русија ги ослободи, туку бегаат во Полска. Не само што остануваат тамо и се борат, значи градоначалникот на Мариупол, значи на Харков и така натаму. Значи, русите не сака да бидат во наводници ослободени, русите во Украина не сака да бидат во наводници ослободени од руската армија, тие 200.000 луѓе на Путин кои дошле да ги ослободат, да спроведат денацификација, да спроведат пацифизација и да спроведат инсталирање на меренецка власт. Тоа е веројатно моментот кој што го изненади и Путин.
Отпорот во тие градови тој воопшто не го очекувал на ова ниво. На русите. Да, на русите сите. во Украина. Баш како така, и на русите во Украина, меѓутоа и на сите. И на украинската војска, и на населението. Навистина е така, во голем дел од тој дел на Украина доминантен јазик е рускиот јазик, доминантна култура е руската култура. И сега одеднаш имате луѓе кои што одбиваат да прифатат да бидат Русија, ете така. Ослободени да бидат ослободени, администрирани од новата руска власт. Од нацистите. За жал. Кој нели, како велат, ние влагаме тамо да споредиме процес на денацификација. Така е. Притоа Украина во текот на Втората светска војна дава најголеми жртви. Во тој процес на нацистичка Германија се борат партизанска, герилска војна и така натаму. Денацификацијата е измислен термин во оваа ситуација за да се најде некакво оправдување и да биде она прашање кое што нема да може да се реши. Да се реши, кое што секогаш ќе биде отворено прашање и Путин секогаш може да бара уште плюс. Цивилизацијско прашање. Се разбира. Секоја држава всушност е алергична, има проблем како да свари или да прифати одредена држава која е под контрола на нацисти. Сега веќе тоа е завршено како прашање. Повеќе нема можност на тоа прашање да се разговара. Тие можат да разговараат за Донбас, може да разговараат за Крим, како таму населението, може да разговараат дури и за некаков копнен коридор кој што ќе води од Крим до Донбас и така натаму. Но за реална слика помеѓу руси и украинци повеќе едноставно не е можно. Тие тргнаа со 3 мега барања: денацификација, демилитаризација и воена неутралност на Украина. И всушност мислам дека ниту НАТО, ниту нацификацијата не беше проблем на Украина. Проблем на Украина е ако биде символ за русите дека на границата на Русија се наоѓа држава која може да стане членка на Европската унија, држава кај што живеат подобро отколку што живеат во Руската Федерација. И ако Балтичките републики се, условно да речеме Словенија во поранешна СФР Југославија, тогаш Украина би можеле да споредиме со некоја граница помеѓу Хрватска и Словенија во однос на поранешна Југославија. Тоа било Украина. Секојаш украинците да биле понапредни. Дори самите украинци сметат дека се чисти Словени за разлика од русите кои се мешани со германи, со монголи, со шведи и така натаму и така натаму. И историската наука го препознава Киев 1000 години пред Москва по цивилизиран град. И не е само Киев и Москва, туку и генерално другите градови. Ако го исклучиме Санкт Петербург, каде што предходно имало, се разбира, многу посилна историја отколку во Москва, Украина одсекогаш била европска држава. Баш европска држава, со европска култура, со европски манери. 1703 година е направен Санкт Петербург, значи, а Киев ни се јавува нас во 10-тиот век, значи некаде 7-8 века пред Санкт Петербург ни се појавува. Не може да се влече паралела помеѓу трите земји членки на НАТО, кои што се непосредни соседи на Русија и на Белорусија, со Украина. Сите тие три земји имаат сосема поразлична култура, пристап, дури и во Советскиот сојуз, убаво забележавте Словенија во однос на поранешна Југославија, и опасноста која што доаѓа од Финскиот залив или од Балтичкото море кон Русија е многу помала, бидејќи Русија го контролира целиот тој коридор до Калининград. Русија тука е апсолутно, без разлика што НАТО има своји сили, Путин цело време има стабилна контрола на тој простор таму. За разлика од Украина, каде што станува збор за навистина голема држава, 50, со големи ресурси. 50 милиона. Така е, тоа се факти неоспорни дека Украина заедно со Русија ја хранат Европа со добар дел од производите. И најголем дел од нафтените и другите коридори поминуваат преку Украина. Па дури и денеска, вчера можевме да прочитаме дека и денеска рускиот газ во Европа стигнува непречено преку Украина. Како во Босна и Херцеговина. Таму имаше војни, меѓутоа никој не чепна на рафинериите во Модрича или не знам во Босански ворот или бензинот и цистерните шиба и во Србија и во Босанскиот и во Хрватскиот дел на Босна и Херцеговина. Значи таму кај што има пари, професоре, таму нема војна, таму мафијата се контролира и таму се има правила на однесување на мафијата. Таму и русите и украинците ќе се договорат дека е тоа зона во која што ни едните ни другите нема да полагаат војни сметки таму. Сега сме во фаза кога веројатно веќе се надзира новиот светски поредок. Тоа значи изместениот ред во кој што доминантно во последните 70 години во фокусот или во центарот на вниманието беа човековите права. Преку Универзалната декларација на Обединетите нации 70 години западниот свет, вклучително и Русија, промовира човекови права како доминус во односите помеѓу државите. Денес повеќе тоа не е така. Гледаме дека разурнувањата, цивилните жртви се неброени без нималку да се почитува дури и военото право. Всушност со таа корпа на човекови права, мислам дека тоа од Хелсинки 1975 година, американците со корпусот на човекови права и со Кока-колата и со леви фармерките го срушија поранешниот источен блок. Берлинскиот зид. Сега никој веќе не говори за човекови права.
како ќе заврши ова војна? Вела дека има 3 сценарија да заврши ова војна. Едното сценарио да се подели Украина на 2 дела. Тоа сега е многу тешко изводливо, бидејќи се покаже дека руската армија, тој имиджо се праеше на Путин како мачо мен, руската армија најсилна во светот е веќе 28 ден. Според некои проценки загинале 9000 руси, нека не се 9000 руси, нека се пола од тие, 5000 да се. Американците имат околу 130-140 жртви во првата и во втората заливска војна, во првите 30 дена. Американците имат 5-6 хиляди жртви од кога заврши заливската војна, од кога стана окупатор во Ирак, кога почна со бомби, со гранати, со бомбаши, самоубици, така натаму да ги убиваат. Значи, русите да успеат да спроведат некоја своја политика. Па тамо ќе ги чекат непријателско обкружување, кај што ќе има герилски напади, убивање и така, кај што е скапа операцијата, вие тоа да го одржавате на среден рок. Како ќе заврши целиот тој процес? Може би со средба помеѓу Путин и Зеленски ќе можеме после таа средба да разговараме дека има нешто опипливо кое што може да го препознаеме може како... Може да му се верува на Путин страна на Зеленски, тука е прашањето. Тие има меморандум во Будимпешта 1994 година. Со тој меморандум Украина се откажува од нуклеарното оружје. Гаранти се Русија, односно Руската Федерација, Америка и Велика Британија. И после тој меморандум од 1994 година се случува и Крим, се случува и Донбас, се случува и брутална интервенција. Кој ќе ги натера украинците да веруваат кога трите најсилни држави во светот без Кина им гарантира тие што ја договара поделбата на светот после Втората светска војна? Јас сметам дека нема да заврши тогаш кога официјално ќе потпишат премирие. Да. Како што се случи секаде, каде имате странска војска. Русите секогаш ќе бидат странска војска, дури и во Донбас. И таму нема да бидат пречекани од сите на црвен тепих. Ќе има акции кои што ќе бидат насочени против руската војска. Но да видиме прво докаде е подготвен Путин. Докаде мислите вие? Докаде вие мислите? Ако ги следите руските медиуми, а може тоа да се прави, се разбира, интернетот ја отвора. Да, се чита така, можеме да ги преведеме. Јас сум многу загрижен од силната радикализација на населението во Русија. Луѓето кои што ги повикуваат по телевизиски емисии се многу порадикални од било кој став на Путин што досега сме го слушнале. Дури лесно прифаќаат да зборуваат за евентуална употреба на нуклеарното оружје. Дури самиот Песков пред 2 дена кажа дека би употребиле само во случај на крајна нужда. Нешто што апсолутно е неприфатливо за една современа нормална држава. А таму можете да ги слушнете политичките, безбедносните и другите експерти кои што излегуваат по руските медиуми, по нивната национална телевизија, како сонуваат за Полска. Така е. Како велат дека Украина би била мало дете во однос на тоа што тие можат да ја направат на Полска. Сето тоа е контролирано, се разбира, од центарот на моќ кој што е во Кремљ и кој што многу јасно испраќа пораки. Дека е крајно непредвидливо дали Путин ќе се задоволи со Украина. Затоа што понесен од таквиот став на народот и подгреана атмосферата до ниво кое што веројатно на кое што и Хитлер би му се дивел во 1939 година кога ја нападнал Полска, па токму така е. Поминале 2 години од нападот на Полска до реалниот почеток на силните дејствија во Втората светска војна. И сега сме во многу слична ситуација. Професоре, која считам да речеме овие проруски сили во Македонија. Сега некои велат, па не треба да им обрнаш многу внимание, треба да ги игнорираш. Не, тоа се 40%, дури 50% од македонското општество, посебно македонскиот дел. И кога вие ги читате тие луѓе, имате чувство дека Украина ја нападнала Русија. Да. Дека Украина ја бомбардира Москва, не дека е обратно. Значи, тоа е во првите денови од оваа војна, овој начин на војување беше многу поприсутен. Сега спласнува. Сега пополека спласнува, да. Сега како се прошируваат војните дејствија и таму состојбата ќе се развива на еден или на друг начин. Меѓутоа, првите денови, оваа хибридна војна на интернет беше толку застапена што апсолутно овде во Македонија можевме да препознаеме дека половина од населението ја поздравува таа акција. Ако седнеме да анализираме, нели, Орбан е главниот играч на Путин во Европската унија и во НАТО. Последните неколку дена, тој 2 недели беше малце ни риба ни девојка и имаше она 5-часовна средба во Кремљ со Путин, тој е еден од последните, освен Макрон или Шолц кој се сретна од Европската унија, значи 5 часа средба, веројатно се разменја мислење и така натаму. И сега тој вели дека НАТО става на маса одредени многу опасни предлози. И дека всушност Украина е жртва на геополитичката пресметка на големите сили, значи не дека Русија е нападнала, дека направила агресија. Кога знаеме дека Орбан располага со една многу сериозна мрежа на медиуми во Република Македонија, со контрола врз опозицијската партија, тогаш е тоа еден многу опасен, безбедносен молотов коктел
кој може во Македонија да направи одредени проблеми, одредени процеси, да сврти во одреден правец. Како со тоа да се справи државата? Таа проруска и прокремљ филозофија и прифатливост како некој имидж на посакуван лидер, нели, тоа му го замерат на Груевски, што не беше како Ердоган, што не беше како Орбан и така натаму. Оно што не беше како Путин, а Путин во 14 години 3 војни веќе прави. Тоа значи посакуван модел на лидер за таа една структура. Ова што се случува кај нас е испреплетено во сите други држави на трансферзалата од Москва, Варшава, да не ја забораваме, во Варшава има сериозни превирања, таму Квашњевски е, да речеме, најблизок соработник, најблиску, најмногу гравитира према Путин, Орбан, Вучич, кај нас претходната влада, заедно со Нова демократија во Грција, тоа е она линија која што Путин без проблем ја контролира цело време. И со медиуми, и со вести, и со влијание врз граѓаните, се разбира, и со пари. Со нафта, со се. Така е. Значи проблемот не е само кај нас. И во Србија се на сличен начин, дури веројатно и повеќе, бидејќи таму имаат отворена поддршка од црквата, отворена поддршка од невладиното општество, кое што е апсолутно под контрола на Вучич. Српски фирми се под санкции, бидејќи со руски капитал. Така е. Овие што се во нафтената сфера, енергетската сфера. Тие се сериозно поврзани за разлика од повеќето други земји, па дури од Унгарија, многу повеќе поврзани со руските големи фирми. Газпром е присутен во Србија 100%. Не знам, професоре, дали приметивте си, тука само една изјава на председателот на Стопанската комора, дека ќе им досадиме на американците ако вака потрошиме 30 години сме потрошили, уште 10-20 години ако потрошиме и ќе се откажат американците од нас. Нели таа теза која веќе е многу присутна во македонското општество? Ако се откажат американците, на кој ќе припаднеме, на Србија? Тоа ли е суштината за да покажеме дека не бива како држава што ќе направиме, а со таа хибридна војна всушност секое размислување како држава дека можеме да сме сами да решиме нешто, да станеме ЕУ, да станеме НАТО, се подкопува, нели се исмева. Тоа е срамота сега да се каже во Република Македонија. Поентата дека не можеме да бидеме сами. Ако не можеме да бидеме сами, припаѓаме на српски свет, уште да ја купат телекомуникацијска компанија тука да купат медиум на национална фреквенција, србите со српски свет се апсолутно присутни во Македонија. А тоа е всушност рускиот свет. Тоа е рускиот преку Србија, тоа е рускиот свет на Балканот и во Европа, бидејќи ниту една држава на Балканот не може самостојно. Многу држави, вклучително и Црна Гора, и Босна и Херцеговина, па и Словенија и Хрватска, ако сакате, напредокот што го постигнале пред се благодарение на Соединетите американски држави, не на Европската унија, не на државите членки на Европска унија. Хрватска се врза со Германија, Словенија имаше малку подобра позиција при почетокот, но сите други, вклучително и Македонија, реалните бројки говорат дека ние во изминативе 25-30 години најголем дел од стратешките цели ги остваривме благодарение на интересот на САД. Овој Отворен Балкан проект се покажа како тројански конј на Белград? Што вие мислите, например? Нем ништо. Мене 20 години ме напаѓа, бидејќи снимам во Белград и во Србија, дека сум, не знам, човек на Србија, на Вучич, Удба, Коси, така натаму и така натаму. Не, само снимам. Сакав да отворам Македонија, да слушнат ставови, да слушнат мислење, да донесат сам заклучок, сами да донесат заклучок. Инаку моите ставови во однос на македонското прашање се кристално јасни. Македонија мора да е независна држава која е западно ориентирана, така натаму и така натаму. Значи немам никаква аверзија кон Србија и кон српскиот свет. Меѓутоа сметам дека тоа е опасно, бидејќи зад завесата на некоја југо носталгија се инсталира одреден систем овде кој може да биде опасен за Република Македонија. Во оваа фаза на имплементација не гледам опасност, барем не реална опасност, системот не функционира, за сега барем, чекорите се многу бавни. Тоа што пред неколку дена ставија табла за камионите дека можат слободно да превезуваат стоки, не значи многу. Меѓутоа, во тоа време, веројатно, Вучич многу добро ја препозна разочараноста и на Заев и на Рама од тоа што се случува по однос на европските интеграции и тој успеа со оваа идеја да ги отргне мислите на политичарите, не на граѓаните, дека Европската унија е единствената алтернатива. Таа е најдобра. Тоа се согласуваме сите, дека нема подобра алтернатива од Европската унија, но не е единствена. Ние доколку се интегрираме помеѓу нас, а целиот Балкан сме помалку граѓани отколку што веќе избегаа од Украина, нема да значиме многу на Европската унија. Отворен Балкан сметам дека ќе треба многу време за да заживее во праксата. Без разлика какви биле првичните идеи и на Заев и на Вучич и на Рама кога седнале да ги договараат овие прашања. Имплементацијата ќе оди многу тешко. Едно е политичката волја, друго се реалните можности на терен. Војната во Русија. Русија отидоа со мегаломански идеи, сега гледам дека атерират, доста сериозно атерират, меѓутоа ќе треба и било кое атерирање да го прикажат како голема победа. Тие руски ботови ќе бидат неопходни за да можат поразот да го презентират пред јавноста, пред симпатизерите, пред путинистите, па и во самата Русија и во Македонија. Како голема победа, да. Како голема победа. Да.
Всушност голема победа што би можело да биде за Русија. Полска е малце проблематична, бидејќи тоа би значило конфликт со НАТО, а може би Путин посако конфликт со НАТО за да може со НАТО да се пазари, бидејќи треба да се пазари со Зеленски, што би било понижувачки, нели, како викаше Стефче Кимовски, кога ќе изберите комичар за председател на држава, на Сабајле ќе ви сервира за доручек гранати. Сега, ако Стефче Кимовски така размислува, тогаш веројатно Владимир Путин размислува не енти степен порадикално. Сега треба Владимир Путин да седне со Зеленски. Тој би седнал да разговара со Џо Бајден, но не би седнал со Зеленски. Да разговара со Џо Бајден, мора да го вклучи НАТО во целата таа игра. Како ќе го вклучи НАТО? Тоа е патот кој што нема враќање назад. Тоа е веројатно и најопасното сценарио. Може би Путин игра на таа карта, тоа никогаш не можеме да знаеме. Меѓутоа сега да, е во фаза кога што и да направи, за него тешко се враќа назад состојбата. Украинците за русите се затворена приказна. Тоа е ископано. Односот се разбира и тие се повеќе ќе тонат во тој ров. Секој нов ден од таа војна ќе значи ослабнување на позициите и на Путин и на Европската унија и на НАТО на теренот таму. Доколку погледнеме јавното мислење во Русија. Тоа сега, бидејќи независни медиуми таму речи си и да нема, Навални вчера доби уште 9 години затвор, говори дека популарноста на Путин од 52-53 поени отишла на над 70-75 и тоа може да трае уште одреден временски период. Меѓутоа жртвите говорат друго. Ке треба се враќаат сандаци, ке треба се мртви луѓе. Без разлика што Русија е голема држава и што тие на дневна основа губеа по 1000 луѓе од коронавирусот. Сега нека бидат и 4500, нека бидат и 9 или колку и да се загинати, говори за тоа дека Русија не е тоа за што сме имале представа допред месец дена. Значи, руската војска не е доволно подготвена да ги реализира целите на начин кој што ќе биде јасен, прецизен, војнички. Штом се дозволи да страдаат толку многу цивили или политиката сериозно се замешала во воените стратешки цели на реализација на таа операција, или пак плановите на Руската Федерација, да не викам само на Путин, се многу поголеми отколку само Украина. И во тој смисол, вклучувањето на НАТО би било погубно за сите нас. Тешко може да се издржи некаков конфликт, па макар и на територијата на Украина. Така е. Трета светска војна била катастрофална. Но има два елемента кои би сакал тука. Договорите со овие руски регрути се до 1 април. Тоа значи дека Путин планирал до 1 април. Значи тоа било најдалеко што можел да. Тој се сметаше дека за 48 или 72 часа ќе влезат во Киев. Нели сега кои кажат приказните па не било идејата или не било стратегијата да се влези во Киев, тогаш што влагат од Чернобил или од Белорусија, тоа е најкратиот пат да се стигне до Киев. Како велат, Путин заборил да им даде нафта и бензин, им даде свечени униформи за да можат брзо да влезат и да го освојат Киев. И тоа сега не се случува. И која е целта? Еве, да го освои Киев. И што потоа? Дали ќе запре тука? Ќе стави нова влада, го подготвија Јануковиќ, го донесоа на неколку километри од границата во првите 10 дена. И овие во Ирак ставија влада, па изгина 200 пати поише американци, отколку што изгина 135 изгина во војната, доека го освоат за 28 дена колку е. Затоа што таму имате стратешки подготвени планови кои што се реализираат од воздух и така натаму. А тука имате отворена герилска војна, не знаете кој ви е непријател. Значи Русите не успева ни со воздушни напади, ниту со крстаречки ракети да го направат тоа што го направи американците. Американците излеко некои поуки од Виетнамската војна, излеко некои поуки од војните кои ги имаат изгубено. И војната во заливот, а подоцна интервенцијата врз СР Југославија правеа со ракети, значи без директен контакт, без чизма, без човек да стапне на земја. И кога тие стапнаа на земја, за 72 часа го реше проблемот на Ирак во првата пустинска олуја. Русите не излеко никакви заклучоци од војната во Грузија, колку што јас можам да. Истите проблеми им се јавува во Грузија, со тоа што лесно е освоја Грузија, веројатно смета дека тоа ќе го направи во Украина, претпоставам дека тоа беа. Повеќето воени аналитичари се изненадени токму од овој податок. Зошто Путин воопшто не употреби воздушната сила, туку веднаш отиде со копнена инвазија на Украина. Немаше ниту поддршка од воздух, што се вели. Во СР Југославија, во 99 година, НАТО изведе таква операција, која што воопшто не вклучи не ги видовме на терен. Ние само ги слушавме. Да, бидејќи прелетуваа на нашата територија, тогаш не убедуваше дека се некои тренажни летови и така натаму, но како и да е, НАТО изведе на територијата на цела Југославија, и во Црна Гора, и на Косово, и во Србија, сегде, исклучиво воени активности од воздух. Путин се одлучи да влезе на копно, веројатно излажан од фактот дека во Донбас
ќе го пречекаат како администратор, ослободител и Тука така е натаму. целата работа, нели? Тука проценката на КГБ односно на ФСБ, дека за 48 Дека се таму нивни луѓе кои што едва чекаат да дојдат. А Затоа тоа се случи во еден минимален број, од прилика колку што имаше и кај нас протести за промената на името или некои такви символични значи бројки. дека КГБ дали од незнаење или намерно, може би е некоја фаза која Путин не сака да слушни работи кои не му се допаѓаат на неговото уво. Па мора да му кажува тоа што сака да го слушне. 22 години веќе е на власт, знаете. Па затоа имавме можност да го видиме, ми се чини директорот на КГБ, на разузнавачката служба на Русија, кога Путин го прашуваше што тој мисли за нападите. Надвршно разузнавање. Се сеќавате колку тоа изгледаше Ришкин. ефтино, да речем. На човек кој што е еден од врвните носители на не само на руската безбедносна политика, туку на светската безбедносна политика. Тој сушност се Тоа е плашеше апаратот во Русија. да му каже тоа што За тој го жал. знаеше. Тоа е државниот апарат на Русија. Тоа е и проблем зошто Русија слабо или тешко напредува во реализирањето на целите во Украина. Станува збор за корумпирана држава, во која што апсолутно важат застарени модели на размислување во областа на безбедноста. Гледаме дека имаат застарена воена технологија, барем тоа што го однесува во Украина. Има возила постари од по 20-30 години. Има возила кои што немаат ниту доволно резерви на нафта за да поминат 300-400 километри. Ниту климата не ја познаваат, знаете. Да. Сите што живеат во Украина знаат дека сега почнува оној период кога се топи, мразот се топи снегот, кога надвор од патиштата веќе е многу тешко со овие гасеничари со тенкови да се оди да се поминува. Второ, тенковите излегува од употреба. Значи гледате американци да ги сврлат од камаринци, значи целосно американците модерни. Ете се ова да не испадне дека ние нешто ги фалиме американци. Многу правиме една здрава анализа на тоа што се случи. И мислам дека клучна проценка погрешна на Путин и на русите е она срамно повлекување на Америка од Авганистан. Тогаш мислам дека оние прават клучната погрешка дека Америка е држава и нација во опаѓање, дека е суперсила која е на самиот крај на своето владење, бидејќи ако така срамно се повлечете од Авганистан, тогаш може Путин да се прошета во Украина. И тука е најлошата проценка што е направена. Предпоставам во она анализа или стратегија која Кремљ ја гради. Ќе биде многу интересно сега да се види односот на Кина. Затоа Што ќе прави Кина? Треба да одлучи. Тие на почетокот беа со Русија, па потоа малку ги оладија, па сега гледам повторно, изјавите од Кина се во полза на Русија. 10 пати размената помеѓу Америка и Кина е поголема отколку размената на Русија и Кина. Апсолутно. И сега вие ќе рискирате 10 или ќе рискирате едно, тоа е процентата. Кинеското општество е многу позависно од американското општество, отколку од кинеското општество. Значи, тие имаат извонредна зависност од трговијата со Соединените американски држави. Кинезите произведуваат голем дел од тоа што и нам ни е потребно. Меѓутоа, сето тоа, доколку биде сопрено или барем преполовено кон Америка, ќе значи пропаст пред се на технолошкиот развој на Кина. И затоа тие ќе бидат многу внимателни. Сметам дека во оваа фаза тие се најголемите добитници. Русија и Европската унија губат секој ден со ова. Поскапува се, губиме ресурси. Ќе дојде наскоро и глад, затоа што Украина е најголемата житница на Европа. Може да очекуваме во некои делови од Европа, не сегде. Кина складира резерви на жито веќе 2 години, значи 2 години знаат дека ќе има војна. Значи, видите, професоре, се подготвуваат однапред, така е. Тука беше дилемата дали Русија ќе натера Кина да интервенира во Тајван или Кина ќе натера во наводници Русија да интервенира во Украина. И дека нема место на мапата на сцената. Сите оние приказни дека Русија и Кина ќе се спојат и ќе трнат против Америка, јас никогаш не сум верувал во тие приказни, пошто тоа не е целта на рамнотежата на силите во светот. Во светот. Не може, тоа едноставно не е таков распоредот на силите да имаме природна коалиција, да речам, помеѓу Русија и Кина. Второ, од време на Денг Сјаопинг, Кина е реално творба на длабоката држава. На Соединетите американски држави, кои сметаат дека со ефтината кинеска работна сила, американскиот капитал тоа е добитна комбинација во наредните 50 или 100 години. Лаборатории во Вухан, значи се е тоа направено од страна на американците. Во еден период Кина станува веројатно како секое дете до 18 години детето е синче или дете, а после 18 години престола наследник, тоа се случува од односите Америка и Кина. А реално, кинеските градови се многу по, ајде да речам, западно ориентирани отколку руските. Така е. Таму многу повеќе важат принципите на отворената светска економија отколку во Русија. Така е. Медиумите се многу поотворени, иако има она строга линија на комунистичката партија, меѓутоа луѓето од Кина многу повеќе одат по светот, ја пренесуваат културата на западните вредности отколку на тоа што се случува во Русија. Формирана е средна класа. Се разбира. Формирана е граѓанска класа. Кога ви имате формирана средна и граѓанска класа, не може таму
тамо некој комесар на комунистичка партија нив да им кажа што треба да прават. Тие ќе сакат повеќе партиски систем, значи неминовно Кина не може да биде Куба. Кина значи се движи, ако сака да биде светска суперсила, се движи во правец на повеќе партиски систем. Тие пробуваат една држава, два системи, тоа е веројатно само увертира кон една држава во повеќе партиски систем. Веројатно во некој среден рок ќе биде поголемо ослободување на влијанието на државата врз приватните текови во Кина, затоа што, а да не заборавим, од Кина се најголем број милиардерите во светот. Кина и Индија. Се разбира. Така е. Тие располагаат со извонредно голем капитал. Сега кинезите, индиците, кои што не би го ризикувале за прашање како што е овој, да речем, билатерален значи, конфликт. Кина и Индија кои имат најмногу милиардери, ќе се свртат против светот кај што се ценат милиардерите и ќе застанат на страна на Русија да ја бомбардира, да ја гранатира Украина. Па кој во Америка ќе купи кинески производ? Апсолутно е, Имиджот се руши, дури и економски е неисплатливо. Па кинезите влегува во фудбалски клубови, влегува во други инвестиции за да го поправат својот имидж. Ги организираат сите значајни светски настани во последните години, олимпијади, летна, зимска, Опен, например, во Австралија, така. И сега тие треба за станување на страна за една нерационална одлука на Путин да влезе во Украина, да растура све што инвестирале од Тиенанмен од 1989 година, што е по мене апсурдно да се очекува генерално. Не, тоа не може да се случи, дури ни Путин не верувам дека може да смета на таа карта. Професоре, има друго едно прашање, тоа е прашањето на нафта. Ете, ако Европа, која е ранлива со газ и така натаму, ќе им носат течен газ, меѓутоа прашањето на нафта е како вие тоа да го компензирате. Ако го спречите, зашто ако од Русија купувате нафта, тоа сите пари од нафта он ќе ги вложи во војна. Вие знаете дека колку му купувате нафта, колку плаќате нафта, тој ќе ги вложи во војна. Но ако престанете да купувате руска нафта, вие треба да купувате или од Саудиска Арабија, или од Иран, или од Венецуела. Значи авторитарен режим. Значи на тој авторитарен режим кој треба да ја биде компензација за руска нафта, вие треба некои отстапки да им дадете. Сега мислам дека дилемата е змија или магаре генерално, дали вие ќе продолжите од Путин или ќе рехабилитирате некои од овие авторитарни режими кои сте ги ставале под санкции. Саудиска Арабија не, но Иран и Венецуела биле под сериозни санкции ставени. Па тука веќе се стануваат јасни работите. Германија веќе јасно кажа дека тие не планираат да се откажат од соработката со Русија по однос на сите видови на енергенси. А Бритиш Петрол како се откаже? Гледате, они ги продадоа 20% акции има во руските нафтени компании. Тие се повлекоа генерално, британците се повлекоа не само од нафтата, меѓутоа тие се островска држава. Прво не се врзани со тековите на Европа. Се сериозни финансиски губитоци, знаете колку е Британија спремна. Дури русите сметат дека Британија е спиритус мовенси, мозокот на целата оваа украинска одбрана, а не е и не само тие, да. И вие сметате дека британците се дека имаат многу сериозна улога, токму британците. Така. Да, многу сериозна улога во Европа и во политиката на Европа. Генерално Џонсон има сега доминантна улога, да речем, по однос на украинското прашање. Макрон е тој кој што е врзан со Путин, Џонсон е врзан со Украина. Политиката на Велика Британија по однос на повлекувањето на се што е вредно и квалитетно од Русија, води во насока токму кон тоа, дека Џонсон ќе се обиде да ја осамостои цела Европа од зависноста на рускиот газ, на руската нафта и така натаму. Тековите кои што и Германија, и Франција, и Италија и другите големи држави треба да ги превземаат во наредниот период се планот Б. Не може обновливите извори на енергија да ја заменат ниту нафтата, ниту газот во наредниот период. Они до 2050 година, например, некои европски анализи читав, до 2050 година не ќе преедат на карбонска енергија. И тогаш веќе и Саудиска Арабија и Русија и така натаму ќе имат многу помало влијание врз таа енергетска. Сега прашање нели во овие 30 или 28 години како да се преживи, како да се функционира и така натаму, а тоа да не оди на трошок како вика Орбан, не може граѓаните на Унгарија да ја плаќаат цената на војната во Украина. Нели тоа е убаво, тоа убаво звучи за ушите на Путин. Путин ќе му даде се што треба на Орбан за да може Орбан да дури ние сега веќе знаете прашање кој ги има контролата на тие Путин на тие Орбанови медиуми во Република Македонија. Значи јас не сум баш сигурен дека тоа е Орбан, не сум баш сигурен дека тоа е чисто Унгарија, унгарско влијание, може таму има некој екстерно десно германско влијание, Путин влијание, пари, Груевски, Мјалкови така натаму, тоа се испреплетени односи. Или она средба, дел од нашите разузнавачи говорат за некоја средба кај што Путин има со руското разузнавање во Швајцарија, кај што русите барат Македонија да не се откаже од ЕУ НАТО, постојано да збори за ЕУ НАТО, да направи се да не бидеме делови на ЕУ. Да, секогаш да има некој отворено прашање, тоа што ќе остане како болка.
Знаете како, сега го поврзувам изборите во Србија на 3 април, да видиме колку од колачот ќе откинат партиите кои што не се врзани со Вучич и колку тоа ќе се преслика во Унгарија. И изборите во исти ден се. Мислам дека трети едните и другите имат избори, ако не се лажам. Орбан не ја контролира Будимпешта и тоа сериозно. Таму има 2/3 расположение спрема новиот градоначалник кој е де факто лидер на опозицијата, така е. Ако успеат да откинат сериозен дел од гласачкото тело и во Србија и во Украина, тоа ќе биде сериозен удар и за двете држави. Може би е многу пореално тоа да се случи во Украина, во Унгарија, отколку во Србија, меѓутоа важен е и секој демократски глас против Вучич. Јанша ја прочита лекцијата, свати каде оди работата, свати каде дува ветрот и пред неколку дена заедно со чешкиот, заедно со полскиот премиер го посетија Зеленски. Да. Значи, тој точно има проценка направена. Сега или го враќаме филмот со non-paperот на Јанша. Тој non-paper на Јанша сега веќе е прашање кој стои позади тој non-paper, нели, кај што треба финално да биде решено југословенската дисолуција, нели, поделба на Босна и Херцеговина на 3 дела, западен дел на Македонија споен кон Албанија или голема Албанија, враќање на Никола Груевски на бел конј. Очигледно дека Јанша свати дека отиде многу далеко во некој процес и сега пробува да фати приклучок кон некои сосема други процеси. Јас сметам дека на тоа сериозно влијание имаше доаѓањето на Шолц за канцелар во Германија. Тој ги релативизира работите на десничарските партии кои што во овој момент имаат многу помало влијание отколку пред 2 или 3 години. Јанша на еден или на друг начин е на власт отприлика исто колку Ѓукановиќ. Се разбира со турбуленции и така натаму, меѓутоа тој за прв пат дојде на власт во Југославија. Така е. И после 30 години во политиката тој прави мудри проценки. И да, и јас го гледам тоа. Нека и чешкиот премиер многу прозападно ориентиран за разлика од полскиот, сепак отидоа во Украина да му испратат порака на Путин. Така е. Тоа што му дадоа поддршка на Зеленски, тоа е Тоа може и од дома да го направат. Така е. Самото заминување таму говори за тоа дека Европската унија, барем по тој дел во кој што Путин смета дека контролира, не е до таа мера сигурна територија, така да речам, за Руската Федерација. Да, тоа е порака на Јанша. Јанша знае дека кога ќе падне од власт, затвор завршува. Секогаш станал премиер, па кога ќе падне од премиерска позиција, завршува затвор, веќе тоа е конфликтот помеѓу десницата и левицата во рамки на Словенија. Идната недела ќе бидат објавени резултатите од пописот во Македонија. Путин има исконска потреба да се јават кризни ситуации на други делови во Европа, како би можел фокусот на вниманието да го трни од себе сега од Украина и да го стационира на некои други адреси. Значи, според анализите, проценките, информацијата инсайдерски кои јас ги имам нели околу пописот, нема да има земјотрес, но ќе биде тензично кога ќе се соопштат резултатите на пописот. Што може да очекува Македонија, ова ќе биде многу сериозно. Имаме проруско расположение, еден голем дел од населението навива за Путин во војната во Украина, доаѓа пописот, имаме едно класично, па не би го нарекол националистичко, така некоја една чудна мешавина. Па Тито на времето да имаше ваква мешавина, нека можеше да му се протистави на Сталин. Јас не сум загрижен по таа линија, затоа што нашето општество е веќе сериозно омлитавено по тие прашања. Мислите? Да, сигурен сум. Ние поминавме многу позначени процеси. Барем за македонскиот дел. Го променивме името. Замислите премиер да беше Заев сега. Тоа ќе беше хистерија, тоа ќе беше ќе беше напади, ќе беше предарство и така натаму. И сето тоа немаше да има толков капацитет да ја дестабилизира државата, како што, например, можеше да се случи пред неколку години кога ние станавме земја членка на НАТО. Тогаш многу и руски и други разузнавачки и безбедносни служби ровареа во Македонија, впрочем кулминираше на 27 април. Денеска не е така. Воопшто не се присутни тие сили кои што беа во тоа време и доколку дојде до одредени тензии, тоа ќе биде исклучително контролирано и јас очекувам бргу надминато. Ние имаме стабилна политичка состојба. Имаме влада која на еден или на друг начин има 63-64 пратеници, нема да си дозволи ниту ДУИ, ниту алтернатива, ниту СДСМ да се тргне од тој пат. Вечерта на 31 октомври која дава својата оставка, премиерот тогашен Зоран Заев, сега поранешен премиер, рече дека многу странски пари се влезени во Република Македонија на изборите локални. Да спомне и локални мошници, да спомне и локални мокници, спомна одредени олигарси кои сакале поради некои дупови градени и така натаму да инвестират во локална власт, но спомна замештателство на странски пари. Нешто слично како Груевски странски служби.
Но ниту една агенција, ниту АНБ на Виктор Димовски, ниту Агенција за разузнавање на Ерол Муслиу, значи никој не изреагира, знаете, како премиер тогаш дава една таква изјава, тоа е многу сериозно. И втора работа, ние имавме еден обид за формирање на нова влада, тоа е 13 ноември, која пропаѓа. Мицкоски имаше на сигурна победа на локални избори, требаше да чека, да може да капитализира таа победа, ако веруваше своите градоначалници, пошто зашто тргна да формира влада, што значи дека или тој не може да ја контролира својата желба да се врати на власт, или имал одредени задачи кои му биле финансирани, кои му биле испорачени како обврска да ги реализира да направи нова влада. Да, и тие задачи се во насока токму на тоа, формирање на нова влада. Јас не сум загрижен што на изјавата на Заев не одговорија Виктор Димовски и Ерол Муслиу, туку можеби повеќе требаше јавното обвинителство да се позанимава со тие прашања, иако имавме навистина независно јавно обвинителство да го повика поранешниот премиер да прибере информации, доколку има некои информации кои што службите не ги поседувале во тој момент, не само МВР, туку повеќе другите, АНБ и Агенцијата за разузнавање, и да се отвори, ако е веќе ситуацијата до таа мера сериозна, да ги изгубите изборите на начин на кој што Заев ги изгуби локалните избори, тогаш јас сметам дека немаше потреба тука да се калкулира. И ако имавме силни докази дека има странски пари, руски пари или чии да се во изборите во Македонија, требаше да се реагира, за да не се повтори пак. Оти никој нема да ги спречи наредниот пат да ги добијат изборите со такви пари. Сега прво да имаме преговори со Бугарија. Одеднаш имаме спуштање на тонусот на тие преговори со Бугарија. Ние гледаме што се случува во Бугарија. Министерот за финансии вели ќе ги прекинеме сите преговори околу Газпром. Премиерот во интервјуто за Катемирини вели па ќе пробаме да ги обновиме на поинакви основи преговорите со Газпром. Тоа е класично поделено општество. Премиерот бара оставка од министерот за одбрана кој беше пред него технички премиер. Премиерот беше министер во влада на овој технички премиер кој сега министер за одбрана, од кој тој бара оставка бидејќи ја нарече руска интервенција или војна во Украина, не руска агресија. Тоа е сигнал на едно поделено, драматично поделено општество. Ако таму битката се води дали вие ќе наречете агресија или нема да речете агресија, дали како земја членка на НАТО ќе почитувате одлуката и ајде да речеме платформата и стратегијата на НАТО нема да почитуваат, тога што да стане збор за преговорите со Република Македонија. Тој спор мене ми се чини дека е измислен да не биде никогаш решен, а не да биде најдолно решение. Што таму може да се направи? Тоа што е интересно во бугарската ситуација што оваа поделба не е поделба помеѓу власт и опозицијата, исто е. Туку е поделба во владата и во опозицијата подеднакво. Бугарската социјалистичка партија Корнелија Нинова апсолутно е врзана со Путин и со тоа што го прават. Тие ниеднаш не ја осудија агресијата. Имате Рашетников на Цариградска. А имаат високи позиции во владата. На Цариградска телевизија, кај што вели разговаравме со Радев и разговаравме со Корнелија Нинова, и на прашањето дали ќе излезете од НАТО, рекоа не многу е рано. Значи тоа е руски разузнавач кој има добиено 10 годишна забрана да влезе во Бугарија, кај што е прогонет, персона нон грата е прогласен. Поделено е тоа бугарско општество како со нож на два дела, значи. Поделено е. И тука е конфликтот. На баш така, конфликтот во Бугарија не може дури ни да се предвиди колку може да се контролира. Таму може владата да падне токму поради овие прашања. Смената на поранешниот министер за одбрана дојде како единство во бугарската влада. И така и се свати. Меѓутоа разногласијата продолжија. Председателот Радев на еден или на друг начин, тој никогаш не застана на страната на НАТО како што би застанал председател на земја членка на НАТО. Тој е руски генерал. Тој е руска школа. Тој е школуван на се разбира, тој станал генерал во време на Тодор Живков, значи целата таа структура ги има своите чекори направено во време на Тодор Живков. Тој почнал да се гради во кариерата во времето на Тодор Живков и голем дел од образованието го понимал во Русија. Така. По однос на прашањето со Македонија. Што може да се направи? Може тоа да видите, тоа е исто еден извор, еден легенден резервоар од кај што се црпат национални фрустрации. Значи ние решивме со Преспански договор, колку е да е неприфатлив, сме се бореле против Преспански, може би сте се бореле да биде прифатен Преспански, но не е битно, значи државата имало некоја дебата, дискусија околу правецот кој ќе се движи, дали треба таков договор, дали треба ерго-омнес, дали треба за меѓународна. Значи тука се конфликтите во државата, се направи Преспански договор, станавме земја членка на НАТО, очекувавме дека тоа ќе биде капитализирано. Одеднаш не само што не е капитализирано, туку стана извор, леген, резервоар на нови дополнителни фрустрации. И на нови поделби во општеството. И така се создаваат путинистите. Така се создава проруската опција во Република Македонија. Поради непринципиелноста што ни се случува после Преспанскиот договор, кој е тешко да се свари се И за жал европјаните се уште не се свесни дека овој отворен прозорец на Балканот може да им предизвика дополнителни главоболки. И тоа многу сериозни главоболки. Мислам и на Македонија, и на Косово, и на Црна Гора, и на Босна и Херцеговина.
Ајде, Србија на еден или на друг начин тие ќе знаат да се Ке снајдат. имат избори сега, ке да. имат избори, ке има Орбан избори, тоа се многу клучни избори, ке има Јанша избори. Значи, тоа се три држави кои имат битно влијание, битна рефлексија врз односите во Република Македонија. Ќе видиме како тамо ќе се направат работите. Гледате, Ердоган станува некоја клучна фигура, може да влезе и кај Путин, може да влезе и кај Зеленски, ја нуди Анкара, го нуди Истанбул, Цариград или Анталија како можно место на преговори кај што ќе се реши. Меѓутоа, ми се чини дека во овој момент и Зеленски и Путин сака да победат. Ако од двете страни сака да победат, тога се мали шансите во овој момент да се... Вие рековте Сирија, да тамо 3 години се војуваше. 3 или 4 години пред Путин да интервенира тамо. Што значи дека двете страни беа доволно изморени за да сака да се направи крај финале на војната. Тука ми се чини дека едниот и другиот се влезени во филм дека ќе бидат победници, што ќе рече дека Путин добива погрешна информација од теренот, не може да му ги кажат невистинските информации, и ако така наклюкан, така набилдан со погрешни информации, тој лесно може копчето на нуклеарка некоја да направи, бидејќи он кој ќе ги употреби овие камите или кинжалите, кој ќе ги употреби цирконите, кој ќе употреби овие авангардите, што останува после? Тоа се предпоследно место пред да ги употреби нуклеарките. Токму тука е прашањето каде може да застане Путин. Кој ќе го сопре да продолжи кон Молдавија, например. Да. Тој е на 150 км од границата со Полска. И таму се водат дејствија. Така е. Не сум сигурен дека е соодветен одговорот и на Европската унија или на земите поединечно во Европската унија и на НАТО, но веројатно е најмудро во ова време само да се следи таа политика и да се обидат да направат коридори, да му покажат на Путин дека нема надвор од Украина. И да се помага. Гледате, бајрактарите, например, видите се, бајрактарите кои се технолошки многу полоши од дроновите американски, тие растурија она Вагнер групација во Либија. Тие отидоа за Путин да не оди таму и турски дрони растур систем направија. И војната во Нагорно Карабах, Азербајџан ги користеше тие бајрактар дронови. Мислам дека македонската армија преговараше со Ердоган за закупување на дел на тие дронови бајрактар, што ќе рече дека руската армија не е толку технолошки супериорна. Иако 20 години Путин парите кои ги добиваше од гасот, за разлика од Норвешка кои парите кои ги добиваше од гасот ги инвестира во благосостојба, во граѓаните, Путин тоа ги инвестира во војската. И повторно не реформираше војска. Сака на растурат овие што се руски боти за ова што го збориме, но тоа е реалноста која мораме да кажеме. Дефинитивно е така. Од првиот ден, можеби, добар дел од нас беа изненадени зошто Путин на таков начин се одлучи да влезе таму. Но сега, после еден месец од навлегувањето се гледа дека руската армија воопшто не е доминантна армија, нити технолошки, нити на друг начин. Па и податоците кои што ги имаат и безбедносните служби говорат дека доколку ја тргнеме на страна нуклеарната сила, нема друго. Русија нема доминација во ниту еден друг момент, ни на копно, ни на вода, ни на земја. 10:1 е доминацијата на руската страна по однос на нуклеарното оружје. Но се друго е 10:1 на западниот свет. Па ако сакате само и на Соединените американски држави. Лете, професоре, 7 руски генерали, тоа не е демантирано. 6 денес, нели седмиот руски генерал, чеченски генерал. Значи, ако тие биле живи, веќе ги изваделе на некој интервју за да кажат дека тоа е пропаганда, информациона војна и така натаму. Ако се 20 или 30, вела дека се 20 руски генерали кои се пратени во Украина, ако 6 или 7 се загинати, тоа значи дека или се преку мобилни телефони или сателитски од американците се снимени. И тие се значи со снајпер, во најголем дел со снајпер на прва борбена линија. Како бела тако излезат генерали на прва борбена линија, тоа значи дека нешто не чини на прва борбена линија, тие мора тоа да го решат со својот авторитет. И овие ги начекот на прва борбена линија. Каже дека таа руска армија не го постигна ни приближно тоа што се очекува. Па јас мислев дека ќе се прошета, да речем. И ние верувавме во митот на тајна силна армија, килибари, цирконики, жали или кама, како ги нарекуваат нож кои литат 10 пати побрзо од брзината на светлоста. Испадна дека тоа не било баш така, не дека се тие лоши, туку дека не е баш така. Сега украинците прават за африканци, се извинувам што нели постојано кажам, како велат, ние се согласуваме дека Русија е втора најсилна армија. Но во Украина, прва е украинска, тоа украинците компранца, тоа... Знаете како, не може да имате силна армија, доминантна по сите основи во светот, во едно корумпирано општество како што е руското. Армијата ги споделува приликите на општеството, исто како и кај нас. Македонија може да има толку силна армија колку што има силно општество. Србија исто така, силна армија колку што е силно и општеството. Надуван балон, подготвен за паради. И тоа е тоа. Реална моќ на теренот се виде дека
барем недоминантна од аспект на кој што многумина посакуваа или очекуваа или според нивните разузнавачки податоци беа уверувани или уверени дека Русија ќе може за 5 или 10 дена, Путин потоа ретерираше, велеше 14 дена, еве и денеска Кој сме 27 цивилните жртви се толку големи што џабе е секој сантиметар напредуван во Украина. Добро, професор, ево последно прашање. Сега овој Шојгу на Ришкин, овој на ФСБ што е првиот човек. Тие или ќе го сменат Путин или Путин ќе ги смени бидејќи не ги остварија целите кои се планира во Украина. Или ќе се држат еден со друг за врат бидејќи всушност тоа е екипата која владае 20 години со Руската Федерација. Уште одреден временски период нема да има никакви промени. Нити во Министерството за одбрана, нити на Шојгу, нити на било кој друг. Путин е доминантен. Факт е дека расте неговата популарност. Расте и популарноста на воените министри и на армијата генерално. И тоа може да се случува до летото. Но што потоа? Оваа состојба е неодржлива најмногу за Руската Федерација. Не верувам дека може да се случи во некое скоро време, во некое догледно време, да биде загрозено местото на Путин. Значи, ни однатре, ни однадвор. Значи проценката ќе биде дали ќе издржат италијаните, германците или европското население со малце поскапа струја, со малце поскап газ, плин, поскапи цени на рафтовите, некои производи кои може ќе ги нема, или ќе издржат руското население и руското селанство со недостиг на одредени репроматеријали, храна и така натаму. Во историјата секојаш русите се покажале поиздржави, тој Кутузов варијанта, ќе ви дозволиме, ние сме толку големи и веќе се изгубите во тој простор во Русија. Сега ми се чини дека за прв пат Путин направи лоша проценка на санкциите. И тоа може да дефинира и сега всушност треба, како велат, да се направи ситуација пораза да го прикаже како блеска победа, тоа е единствена работа што може да заврши војна. Тоа е сега лекување на последиците во оваа фаза. Еве ова денешна или вчерашна изјава дека ќе се плаќа рускиот газ и руската нафта со рубли, не води кон ништо друго освен кон намалување на интересот на светот да ја купува руската нафта. Тоа ќе се случи. Ние сме 100% зависни од рускиот газ. Меѓутоа, ние сме премногу мал корисник за да можеме на тоа ниво да осетиме, да почувствуваме некоја сериозна криза. Зголемувањето на цените е некоја реалност која што и да не беше овој конфликт ќе се случуваше заради корона кризата, заради ред други работи. Се напумпа пари, се пуштија пари, тие пари мора на некој начин да донесат до инфлација, пошто нема толку стоки колку што имаше пуштено пари. Факт е дека се наоѓаме во еден круцијален период, од кој што зависи и опстојувањето на човештвото во целина. Сега, можностите на воената технологија се до таа мера различни отколку можностите во Втората светска војна, што веројатно 3 дена ќе бидат доволни да запре се. Доколку продолжи развојот на настаните во тој непосакуван правец, цивилизацијата ќе забави не за години, туку за децении. Напредокот на човештвото, кој што е остварен и неспорен во изминативе стотина години, вклучително и Првата и Втората светска војна, почнувајќи од почетокот на 20. век, ќе биде апсолутно поништен. Професоре, мислите дека Путин поверува во тоа дека Русија е супериорна војнички, дека ќе се прошета во Украина? За жал мислам дека е така. За жал мислам дека е така. И дека тоа е основата? Па не, тоа не е основата. Основата јас ја гледам и многу порано, во годините поназад. Меѓутоа сега имате човек кој што е многу силен на својата позиција. Русите никогаш немале ваков лидер. Ни од времето на Брежнев, ни од времето на сите други комунистички лидери на Советскиот сојуз. Ваков доминантен лик. Не само во Русија, во светската политика немало. Човек кој што нема влијание само во Русија. Сите овие за кои што зборуваме, Орбан, Квашневски, па и Ердоган и сите други, тие се сите Груевски, тие се сите мали деца кои што се во корпусот на Путин. Па ги праќа Саркањац, нели така се зборуваше, се шпекулираше дека Саркањац и Ѓорѓе Иванов беа праќани од Груевски во Русија за да го проверат, да го анализират моделот на владење на Путин и да го применат во Република Македонија. И тоа се случи, нели? Однесувањето е слично во целата работа. Но овој нема кај да бега ако треба да паѓа. Овој отиде во Будимпешта, Маđарска. Овој ќе опратат у Сибир, знаете така. Прикам не. Шала на страна. Доминантен е Путин, никој не може да се протистави. Значи никој немал таква сила, не зависи од избори, се прошетува на избори, што сака прави, кого сака менува, пари, нафта, газ, природа. Значи ги контролира милиардерите руски. Тие се помалку или повеќе сите врзани со него на еден или на друг начин. Неколкумина само дадоа поблаги изјави во однос на Украина, неколкумина си ги изнесоа парите. Минатата недела имало толку голем број на летови од Москва кон Турција и кон другите држави, се разбира, приватни авиони кои што буквално изнесувале се што може да се изнесе од таму. Милиардерите кои што парите си ги чуваат во Русија. Па да, помеѓу парите и Путин, тие секојаш ќе ги изберат парите.
Во еден момент таа милитантност ќе расте до одредена точка и тука веќе ќе биде пресвртот. Мислам дека брзо нема да го видиме тој пресврт, но се надам дека сум во грешка и дека ќе се најде некое мирно решение, бидејќи ова ќе Знаете што, многу луѓе гинат. Дефинитивно тоа е основната порака. Се ова што се случува е лошо за цивилите, лошо за граѓаните, лошо за сите нас, лошо е за светот. Нема оправдана причина зошто се прави тоа. Стравот на руското население е неоправдан по однос на било какво загрозување од НАТО. Ниту еден акт на НАТО не оди во насока дека тие би направиле било што да ја наштетат на Руската Федерација. Со Естонија, со Летонија, со Литванија. Граничат со Соединените Американски држави. Граничат кај Аљаска горе тамо. Поморски пат граничат со Турција, значи оддалеченоста од Литванија до Русија исто како што оддалеченоста од Киев до Русија до Москва, дури е помала. Така што тезата дека сега се штитат од НАТО, не, тие се штитат од богата и успешна Украина кај што ќе можат руските граѓани да викат па Украина стана побогата. Значи тоа е нешто слично ни се случува во Македонија. Замислете ако Албанија влези во Европска унија, и албанците имаат многу поголем стандард во Албанија колку што имаат албанците во Македонија, тоа го дефинираме како безбедносен проблем. Ако тоа е безбедносен проблем за Македонија, тогаш е безбедносен проблем и за Русија. Седи тој тамо во Рожњев и гледа како овој во Харкив има поиша пари, Европска унија, игра фудбал, Лига на шампиони, ова е изолиран, што ќе прави тој? Ќе рече па види, можело да се живее подобро колку живее во Русија. Во генезата на проблемот е ова. Токму тоа е. Развојот на украинското општество, кој што оди побргу, отколку било што се применува во Русија. И да, на тој начин ќе се намалува поддршката на Путин. Така е. И тоа е суштина. Тука е проблемот. Значи Украина не смее да биде огледало подобро од нас. Да биде подобро од Путин. Затоа ќе уништиме, ќе искршиме. Ќе ја масакрираме. Да, но сега е прашањето дали може да се запре овде. Дали реално сега Путин би запрел овде. Јас сум многу загрижен, слушајќи ги руските аналитичари, мене ми говори во насока дека апсолутно тој се подготвува за поголем залак од Украина. Ако сака да направи, нека биде последно, ако сака да направи преговори и да ги седне украинците на преговори, а и да ги натера во наводници спонзорите на украинците да седнат на преговори, тој треба да ја радикализира војната. Тоа е логиката, нели? Треба да бапне уште 50-100 ракети, ако ги има тие ракети, ако ги нема потрошено, да уништат уште 10-15 градови и да изврши дополнителен притисок преку радикализација на украинците и нивните спонзори да седнат на одредени преговори, кај што видите сега треба да прифати капитулација во Донбас, треба да прифати капитулација во Крим, треба да прифати дека оправдани се руските барања. Како ќе се спроведе демилитаризација? Па или војна неутралност. Војна неутралност не значи вие да немате пушка или оружје. Кој ќе ви гарантира вас тамо? Се разбира. Лавров нуди на Полска да со мировни сили да го заземи западниот дел на Украина. Тоа е она поделба Русија и Полска да е подадат Украина, еден полски дел, католички, унијатски, еден источен, православен. Опасноста од вовлекување на други земји е многу голема. Таа е секогаш присутна. Кога има вакви тензии, кога имате на границите луѓе кои што бегаат, бараат спас, опасноста од вовлекување и во судир, отворен судир, тоа ќе значи тешка состојба за контролирање. Дури ни самиот Путин нема да може да ја контролира. Професоре, тие влагат у Прва, Втора светска војна поради Цариград. Да. Бидејќи сметат дека треба да биде третиот Рим. Ако првиот Рим пропадна, вториот Рим нели е Цариград и Вселенската пререша, третиот Рим треба да биде Москва. И влагат у војна во Украина за Киевско-Печарската лавра или синонимот или потеклот или Никулецот на Киевска Русија која е прататковина на денешната Руска Федерација. Значи тие имат проблем на идентитет. Тие се суперсила, несомнено се суперсила, мокна држава која има 6 временски зони, колку временски зони има тамо, но на таа држава и треба историја. И треба историска подлога. Затоа го сакаат цари, и затоа сакаат Македонија за да имат некоја историска паралела, вертикала, трансферзала, како да речеме, со династијата на Александар Македонски, што и Византија сакаше да го прави. Тие влагат во Киев, бидејќи освен огледалото, им треба Киевска Русија, им треба нешто да покаже дека славенството, православието потекна од нив, дека тоа е символите на православието. Многу е комплексна таа руска некоја суштина и драматика која сега се случува таму. Руската душа е и Толстој, и Достоевски не успеа да опиши како што треба, а не верувам дека ни Путин ќе може да ја разбере до крај како што треба, иако е КГБ, иако е школуван да глуми, да прави, да самиот верува на крај по 22 години во тие лаги и филми што ги прави. И на ваков начин сигурно не. Со војна, со разурнување, со порази на соседната држава сигурно не. Русија можеше многу повеќе да добие ако се врзеше со Украина, ако ја споделеа технологијата, ако ги зближаа граѓаните.
Па браќа се. Но тоа не е целта. Па нели Дефинитивно. цело време веле дека се исти. Па и Путин во подготовката на нападот во Украина велеше дека тоа е вештачка нација. Тоа е вештачка држава, која историски ја формирале русите или Сталин или Ленин, кои изгрешиле, видите, тој прв пат директно и отворено се спротистави, никош досега се нема на Сталин и на Ленин спротиставено, што значи дека тој смета дека треба да изгради култ на личноста многу поголем од а тој анкетите го покажуваат. Тикој немал таква мок, како што велите во руската историја, во светската историја, кој што има Владимир Путин. И токму тука е разликата помеѓу политиката, политичкото раководство и реалните состојби и размислување на граѓаните. Да видиме дали во руското општество има демократски свет, има цивилизацијски капацитет кој што дали денес или после неколку години ќе му рече не на овој пат. Јас читав некои анкети кај што вела дека руските селани, тоа е кичмата нели на руското општество, бидејќи руските селани тие што обработуваат земјата, што прават храна, тие ја држат руската. И тоа исто беше и во Србија, може да бомбардират сено, дека србите имаат прасиња, дека имаат компири, дека имаат земја за обработување, тие може да издржат било какво бомбардирање, дека руските селани ќе ја жртвуваат својата благосостојба ако имаат силна држава. И тоа е едно чувство на мешавина, како вели ова директорката на ЦИА, на понижување што Путин го чувствува поради распадот на Советскиот сојуз и личната перцепција за себе како огромна историска личност. Некој што треба да остане запишан во историјата и тој молотов коктел го тера да го прави во што го прави. За жал така е и не можеме ни да знаеме каде би биле границите на тој ум. Се надам дека нема да стисне на нуклеарното копче. Многу фала, многу среќа, одличен трум и се гледаме некоја следна прилика. Благодараме, 20 воздрав последните 5 секунди. Ова беше емисијата во Центар. Интервју траеше некаде 58-59 минути. Се надам дека ги добивте сите одговори. Ги добивте одговорите кои во моментот ги поставува целата македонска и целата светска јавност. Едно интервју кое имаше повеќе од 70-80 прашања, кај што ги протресовме сите клучни теми што ќе се случи околу украинската криза. Во недела во 22 часот имаме едно ексклузивно интервју со Владимир Пивоваров на теми кои се многу интересни, теми кои за прв пат се третират и објават пред македонската јавност. Купување на украинското оружје, како е купено украинското оружје 2001 година, кој се купувало украинско оружје, како се однесувало УЧК, функционирањето на военото разузнавање кој е наследник на структурата на КОС, на поранешната Југословенска народна армија, купување на оправа за прислушкување, СЈО, убиството или самоубиството на Коста Крпач и така натаму и така натаму. Значи, траја 80 минути, ексклузивно интервју, недела 22 часот, Владимир Пивоваров. Гледате не во недела, сигурно нема да зажалите. До недела во 22 часот, пријатна вечер Македонија, каде да си.